Советничката група на Коалицијата за подобра Македонија ја свикала пресконференција за да извести пошироката јавност за вчерашната скандалозна седница на Советот на општина Куманово. Имено, како што знаете, пред некое време, поточно на 5.10.2015, како советничка група покренавме иницијатива за промена на името на Кумановскиот площад од Нова Југославија во Македонија. Веднаш после тоа почнавме да собираме подписи, при што и илјадници наши сограѓани уште во првите денови се подпишаа за оваа иницијатива, за која побаравме да биде ставена како точка на дневен ред на вчерашната седница. Председателот на Совет, Максим Димитриевски, на големо разочарување од наша страна, не сакаше да ја стави на дневен ред иницијативата. На самата седница побаравме да се гласа од присутни советници за таа иницијатива да биде ставена како точка на дневен ред. За жал и по ова не беше ставено, бидејќи освен коалицијата предводена од ВМРО ДПМНЕ, која гласаше за, СДСМ беше против, а другите гласаа како воздржани. Почитувани сограѓани, како е можно иницијатива која потекнува од граѓаните и за која досега се подпиша над 7.000 граѓани на Куманово да не биде ставена како точка на дневен ред? Како може председател на Совет да прави ваква злоупотреба и на еднокрајно авторитарен начин да забранува демократска расправа за теми од јавен интерес? Кога првпат се обративме до Советот со иницијативата, неговата реакција, а и на СДСМ беше дека имало поважни проблеми во градот за кои треба да се расправа, а не за името на плоштадот. Па за да заврши дека името Македонија само ќе го разгорело меѓуетничките тензии, дека ќе се менувала историјата и други невистини. Би сакала тука да потсетам дека нашиот плоштад имал и други имиња во минатото, како што е 20 октомври, помеѓу двете светски војни, пред тоа било познато како Тумба и така натаму. Имиња како и Делново Нова Југославија, која секогаш била производ на тогашните општествени политички прилики, по кој главниот збор го имал некој друг, а не граѓаните на Куманово. Зошто на Максим Димитриевски и СДСМ им пречи името Македонија? Дали според нив името на државата во која живееме, Република Македонија, предизвикува меѓуетнички тензии? Советничката група, предводена од ВМРО ДПМНЕ, сакала да порача дека токму името Македонија ги обединува сите граѓани на Куманово. Куманово има своја богата историја, која треба да се почитува и слави. Градот бележи свое постоење и пред 1945 година, но и по 1991 година, кога сме современици на суверена и независна Република Македонија, во која сите граѓани, без разлика на етничка припадност, пол, ориентација и вероисповед, се еднакви пред уставот и законот. На крај би сакале уште и да нагласиме дека кумановци од секогаш во минатото се бореле на страна на слободите и правата. Истите оние кои вчера така грубо и недемократски ни ги одзедовте. Благодарам.